Ткаеници во народната носија. Интегритетот на технолошкото и креативното е основна одлика на ракотворната дејност. Присутен е во сите фази од процесот на обликување на народните носи, посебно е изразен кај орнаменталните ткаенини, скутините. Ткаенини во правоаголна форма, дел од нив обликувани од една дипла или обликувани од две хоризонтални или вертикално соединети дипли. Најчесто орнаментирани со вткаена орнаментална декорација уште при самиот процес на ткаењето. Сами по себе представуваат посебни декоративни изработки со впечатлива убавина. Како елементарен и задолжителен дел од составот на женските носии и кај помал дел кај машките носии, со својата правоаголна форма и централното место што го имаат во однос на другите обликовни делови. На визуелен план имаат важна улога во физиономијата на определена носија. Со евидентна практична и естетска функција, широката намена на разни возрасти и прилики во составот на македонските народни носии. Тие се застапени во бројни варијанти со најразличен декоративно-орнаментален третман и ликовно-естетски ефект. Геометрискиот орнаментален третман, условен од ограничените ткајачки техники, е присутен кај сите скутини, од оние со најмали до оние со најголеми димензии, како што е случајот со рустичната прилично масивна скутина чултар од Прилепско и Битолско поле. Во зависност од локалната традиција на определена општествена средина, кај некои од овие толку карактеристични ракотворби, покрај доминантна вткаена орнаментална декорација, своја улога во прилог на декоративноста имаат и други дополнителни украсни елементи, како гајтански апликации, метални украси, монистра, пулејки, рески и слично. Например, во некои планинско-сточарски предели, во кој овчарството била главна стопанска гранка, волната како материјал се покажала како многу податлив материјал за изработка на специјалните, вешто усукани волнени рески, не само присутни во декорацијата на обликовни елементи, туку и во декорацијата на женските скутини. Преку примената на овие рустични украсни елементи, како најкарактеристична се издвојува невестинската скутина кивчена бовча, составен дел од женската мијачка носија. Покрај вткаената орнаментална декорација, волнени украсни рески и другите понапред спомнати дополнителни украсни елементи, кај одделни примероци на скутини, како на пример во Горна река и Мавровско поле. Декоративноста е засилена и со везена декорација. Овој начин на украсување е најоригинално применет кај невестинската скутина Срмена утајка во Скопска Црна Гора. Целата извезена со сребрена и златна срма, со релјефно изведени кружни мотиви колца. Истиот покажува посебен ликовен третман и вредност кој на свој начин укажува на неограничените можности во сферата на народното ликовно изразување. Во контекст на ткајачката вештина, од технолошко-естетски аспект, задолжително треба да се спомене и специфичниот начин на ткање на така наречените ткаени орнаментални делови, берени или пребир, со кои се украсувани одделни текстилни изработки, но и делови од носиите, например некои женски кошули и саи од југоисточна Македонија, например во Радовишко и Струмичко поле, Разлошко, Петричко, Светиврачко, Мелничко, Драмско, Серско, Неврокопско, Негошко и Воденско. Вештов ткаени уште при процесот на ткање на самото платно. Тие остават впечаток на везена декорација со посебна ликовно-естетска фактура и вредност. Не случајно, ваквиот начин на ткање е познати како шар на разбој или вез на разбој. Најрепрезентативен, компониран во поголеми орнаментирани површини, најзастапен е во декорацијата на долниот дел од женските кошули од Воденско. Истиот вид на ткање е присутен кај невестинските покривала за на глава, у брусите, во Прилепско и Битолско поле, во Мариово и кај невестинските марами, во Охридско и Струшко поле.